за жал, кога се променил законот за заштита на природата, имал обврска некој за 6 години да достави предлог да направи валоризација или ревалоризација на водно, да го достави тоа до Министерството за животна средина, Министерството за животна средина да го прогласи или не за заштитено подрачје, но тоа во овај момент не е случајно. За жал, градот Скопје, водно, не е заштитено подрачје. За жал на сите нас. И најголем предизвик ќе биде заедно да го донесеме законот за прогласување на водно и на матка и да го ревидираме тој на брзина што е направен во Газибаба, бидејќи е надвор од процедурите во собранието донесен, за да му дадеме една основа на се она што некој во иднина мисли да го замисли или да живее на водно. Ако некој е заинтересиран за тоа, тоа сме ние. Затоа што сами бевме за Сончев град, сами бевме за жичарата, сакаме партнерски да одиме во иднина заедно. Навистина апелирам, заедно да ги донесеме законите за да можеме да окрстиме сите заштитено подрачје, зашто така треба и да биде. За жал, во 73-та, кога го не тогаш, али кога го крстиле предел со посебни природни карактеристики, во кои што се дефинираат посебни природни убавени настанати на природа кои служат како воздушни бањи, излетнички места и така натаму, некој валоризацијата што е направил не завршила во процедурата како што треба. Но тоа не ни спречува нас да се донесе одлука како што се донесе, да го надокнадиме она што треба да се како зеленило станува збор. И тука Министерството за животна средина ја чека валоризацијата за да може да донесе одлуката. Зошто е тоа важно? Бидејќи потоа се носи одлука кој ќе управува со подрачјето. И тоа е многу битно. Од кога ќе се донесе некој предел, област, дека е заштитено подрачје, се одредува кој ќе го управува и она што е многу важно, ќе се направи зонирање согласно новиот закон. Бидејќи со зонирањето вие имате активно управување, одржливо користење, значи вие се дефинираат правилата што може да правите некаде или не. И едно од работите што сватив дека немаме како држава се тие екосистемски услуги. Изборот на трасата е направена врз база на, како што и беше напоменето од претходниот почитуван говорник, на една главна траса и 4 алтернативи. И тие ги имате во студијата што е на Министерството објавена некогаш. Врз база на студијата е направена компаративна анализа на трасите и е направена параметарска анализа. Дополнително во Министерството за транспорт и врски има направено дополнителна ГЕП анализа, која што ја кажува дека оваа траса е траса избрана затоа што поминува, само секунда се извинувам, поминува низ подрачја каде што, например, најмногу, и тоа од сликата се гледа, црно-габеровите термофилните дабови шуми, кои како хабитати имаат мало значење на европската скала и имаат умерена важност. Значи, тоа го вели науката. Второ, избрана е траса која што поминува низ нискостеблести и која што поминува низ предели во кое што најмалку ќе има оштетување на безарбетниците, како што е наведено во студијата и така натаму. Доколку во Скопје не се превземе никаква мерка за намалување на загадувањето. 2025 година ќе имаме 2031 година ќе имаме 2025 година ќе имаме 31% зголемени емисии во килотони во Скопје.
Доколку превземеме мерки, а приклучувањето на семејства кои што немаат топлинска инфраструктура во овој момент на систем за газ, како една од мерките, за кои што немаме дилема со вас, ќе ги намали PM10 и PM2,5 частичките во 2025 година за 70%, а CO-то ќе го намали на 56%. Вие самите нагласивте дека имало доста неодговорност во минатото. Точно се согласувам дека вие наследивте еден неквалитетен проект. Мислам дека и многу пати го повторив тоа, дека тоа што проектот бил неквалитетен не значи дека сега ние треба да направиме компромис, туку напротив, нашиот став е дека требаше да почнеме од ново и да бараме воопшто ново решение. Тука ве наоѓам и вас како засегнати кога гледате дека проектот не е во ред, да побарате ревизија, барање на нова физибилити студија, посебно што имаше и некои елементи нели спорни околу регуларноста на таа физибилити студија, односно учеството на одредени професори, односно стручњаци во изработка на истата. Посебно би сакала да нагласам дека тука Министерството требаше да се огласи во однос на тоа дека оваа физибилити студија не се однесува на заштитено подрачје. Во однос на тоа што велите дека водно не е заштитено подрачје, водно е заштитено подрачје, како односно заштитена парк шума. Сега нели законот за ревалоризација не е донесен, но токму за тоа па уште нешто ќе ве прашам. Зошто дозволувате градби во период на носење на истиот? Не е дека можете да си земете од одговорност тука. Значи, ако се носи закон за ревалоризација на одредена област, ве молам, зашто не кажете стоп со градбата, причекајте, ние мораме да направим, да го изведеме овој закон, па потоа можеме да видиме што може понатаму. Значи, дозволувате нешто што понатаму во иднина би било забрането според некои наши сознанија, така?